Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Епизода која што е инспирирана од последниот серијал на Инстаграм, каде што го воведов терминот матресценција и некако многу почнав да зборувам за реалните промени кои што се случуваат со жената кога ќе стане мајка. Но нема да зборувам за нив, само сакам да споделам од каде ми дојде идејата, а тоа е баш некако и размислував кога една жена ќе стане мајка, почнува да добива многу совети, почнува да мисли, нели, како да јаде, како да спие, како да дои, како да го заспива бебето, како да воведе храна, како да реагира на бес. И сето тоа е во ред и е многу потребно и е многу значајно, но нешто што мене ми е баш фасцинантно е дека многу малку се зборува за личноста на мајката, односно за оно што се случува внатре во неа, и не само што малку се зборува, туку кога директно ќе се сподели дека станува проблем, дека се случуваат нештата, се јавува многу силен срам. Многу ни е полесно да зборуваме за промената во телото, дури тука се јавува и бес, и лутина, и желба кај жените да се покажат и докажат и да објаснат зошто изгледаат како што изгледаат, како треба да изгледа една жена, како треба да изгледа едно тело, што се случува со некои нејзини, да кажам, физички трансформации кои што ги доживува, но кога ќе се стави, односно кога ќе се сподели психичката трансформација, тогаш настанува молк и тогаш има веќе многу поголем срам, се додека тоа не се представи поемотивно или доколку не се некако преточи на јазик кој што баш она некако жената го чувствува. Но во моментот кога ќе ја објасниш на жената зошто тоа се случува, повторно има молк. И ова за мене е многу фасцинантно и многу интересно, затоа што сметам дека колку и да некако мислиме дека менталното здравје е нешто кое што нема веќе табу или па има табу, сепак е нешто кое што е многу апстрактно и многу опипливо и покрај тоа што ние комуницираме низ чувства, многу сме можеби помалку и неподготвени да се соочиме со промените кои што ги доживуваме. И ова секако не зависи и не е поврзано само со мајки, ова е буквално поврзано со секој човек, без разлика дали е родител или не е родител, но јас конкретно затоа што баш некако зборувам многу за матресценцијата, баш за еден период кој што многу наликува на адолесценцијата, не станува збор за некоја незрелост, туку за баш се воведе нов термин веќе и во науката официјално, дека матресценција е целата таа трансформација која што се случува на една жена слична на адолесценцијата, затоа што има многу голем развој, многу големи промени, многу големи физички и психички промени, особено промена со идентитетот, со емоциите и со целата слика која што ја има за себе. И реално баш и никој не зборува, затоа што тоа е нешто што е многу нормализирано, потиснато, вратено назад и никој не сака можеби и вака јавно и отворено да зборува нешто се случува со бебето или со телото или со спиењето, туку баш со самата мајка, односно со тој развоен процес на кој што минува жената. И реалноста е дека ова не е нова улога која што ја добила, туку и не е само еве сега имам дете, туку наеднаш буквално и преку ноќ се менуваат приоритетите, односите, вредностите, начинот на кој што го гледаш и светот и животот и кариерата и се што си правила до сега, меѓутоа оно што е во срж е всушност се менуваш ти како личност. И да, можеби очекуваш, нели, да ти се промени телото, меѓутоа не очекуваш да се промениш ти внатре самата и тука почнува еден многу голем судир и мислам дека многу жени несвесно се обидуваат да се вратат назад во овој период, да бидат истата личност, со истите капацитети, со истото време, со истата енергија, со истиот живот, само што животот повеќе не е и не може да биде ист. Оставив прозорче со прашање што е оно кое што најмногу ви недостасува од предмајчинството и се изненадив што видов дека најголем, односно не се изненадив, некако можеби и помалку ми беше очекувано, но оно кое што ми беше клучно е да се вратам на старото хоби, да се вратам на старата јас, да го имам старото време и некако повеќето одговори беа во оној дел да вратам нешто кое што реално во суштина повеќе не е и не може да постои. И да, овие промени можеби не секој веднаш ги гледа,
И некогаш не се случуваат баш она некако преку ноќ, но што се случува со текот на времето? Сакам да го представам можеби посликовито, тоа е баш еден момент на ерозија, кога нешто полека почнува малку по малку да се јаде, да се да фаќа рѓа, да исчезнува, да го снемува, и тука не станува дека има некоја ерозија на интелигенцијата или на способност или на вредности, меѓутоа на ерозија на контактот со себе. Затоа што нема веднаш да те боли, но после одреден период едно утро стануваш и најнаш сваќаш дека потполно го имаш изгубено контактот со себе, и да, тоа се случува понекогаш полека, понекогаш знае да се случи и малку побрзо, но она што во суштина предходело е дека имало период каде што престануваш да бараш, престануваш да очекуваш, престануваш да сонуваш, премногу си уморна, а искрено јас последниве 8 години работам со многу жени. Меѓутоа сите жени нешто што им е заедничко е се многу паметни, многу се способни, многу се силни. Работам со жени кои што градат компании, кои што градат кариери, кои што градат семејства, кои што носат огромна одговорност во нивните животи, или ако ништо друго се партнерки на многу одговорни и моќни партнери, каде што баш носат голем товар на грбот и имаат големи соништа. Но нешто кое што воопшто не им недостасува, тоа е знаење. Значи, имаат знаење, имаат пристап до едукација, имаат пристап до информации, не им фали книга, не им фали подкаст, не им фали видео, но многу често им фали клучното и најважното, а тоа е контактот најчесто со себе. И реалноста е дека многу години се фокусирани на другите, многу често се people pleaseri, многу често некако се баш некако се жени кои што сакаат да работат на себе, меѓутоа работат најчесто или низ курс, или одат долго време на терапија, или имаат некакви програми и слично, зборуваат за свесен раст и така натаму, но ништо од тоа не може да им донесе промена, затоа што многу често, и ова е еден патерн, еден шамплон што го гледам, е дека го прават тоа, ама секогаш го скокаат моментот на контакт со себе и останување во непријатниот контакт со себе, односно во оној период кога не е убаво тоа што го гледаат, кога боли тоа што го гледаат, кога не им е пријатно, затоа што такво некој време е дојдено и таков еден маркетинг некако се носи дека работата на себе треба да е убава, дека ќе ти донесе моќ, дека ќе имаш не знам каква промена преку ноќ и слично, но она што од страна го гледаме можеби кај другите како промена е тоа само сликата која што се представува, а внатре процесот е нешто кое што долго трае, нешто кое што потребни се можеби повеќе месеци за да можеш некако да имаш, да видиш каде си била на точка А до точка Б. Но тоа е за растот. А што се случува кога нема свесен раст? Јас искрено многу размислував дали треба јавно да зборувам на оваа тема, но сватив дека е нешто кое што сакам да излезе од мене и она што го гледам, без разлика дали се личности кои што дошле на терапија, поминувале одреден период или не, или луѓе кои што предоцна веќе дошле, она што го забележувам како еден шаблон, односно како една последица и реална и логична последица, е тоа е дека најчесто луѓето кои што свесно не застануваат да работат на себе, меѓутоа кога зборувам да работат на себе, не зборувам да работат на себе како проект, туку зборувам да работат со себе. Да застанат и да видат дека окей, потребно ми е и време и простор и место каде што ќе мислам на моето ментално здравје, каде што ќе мислам на мојата добросостојба, каде што ќе мислам на мојот личен раст и развој, каде што ќе практикувам ментална хигиена, каде што ќе јакнам вештини кои што можат, баш на некако меки вештини кои што ќе може да ме одржуваат во животот, не само како родител или во мајчинството, бидејќи од друга страна многу често гледам жени кои што ќе платат курс за родителство, кои што ќе одат некаде и сваќаат дека таму не учат ништо за детето, таму мора да учат за себе, затоа што една мајка мора да работи на себе за да може да се постави и да биде реално еден столб и баш некако поддршка за детето. Оно што го гледам, како се случува оваа ерозија, нешто кое што најмногу веројатно е видливо, особено после неколку години, е една жена, и
почнува да ја губи потполно способноста да се верува на себе си. Па така нема веќе интуиција, нема соништа, не се верува на проценката, постојано бара потврда, бара прво, второ, трето мислење, чита на сите страни, се преиспитува, се препрашува, па не знае дали претерала, дали е во право, дали јас сум проблемот, но овде пак ќе нагласам, ова е веќе пренагласено. Природно е и треба да се преиспитуваме и да видиме каде сме сгрешиле, но многу често кога една личност свесно не работи на себе, почнува да ја губи оваа способност и се губи во сето оно кое што светот и го нуди, а светот нуди многу. Второто нешто кое што го забележувам и кое што мислам дека можеби не сум сигурна што треба да биде прво, второ по приоритет, но тоа е една способност да препознае што чувствува. Сега, ова мислам дека за секој психолог е омилена тема и она кое што најмногу се трудам да го внесам во програми и низ работа, односно низ моите едукации, затоа што тоа е она кое што е клучно и кое што е најважно, а тоа е способноста да се препознае што чувствува, но не само да се препознае, затоа што тоа многу често емоционална интелигенција е, окей, јас знам дека постојат овие емоции и многу често знам да добивам фидбек од девојките што ми се во групите од типот на Леле Елена, не знаев дека постојат толку многу емоции. Некако примарните ги знаеме, тага, разочарување, осаменост, не знам, безпомошност, завист, страв, срам, среќа, гадење и тоа е тоа. Завршува тука, меѓутоа тоа е целен спектар, не само што не го знаеме, туку не знаеме што да правиме со тоа. И многу често, кога една мајка, кога една жена, кога еден човек не знае да препознае што чувствува, постојано го има на моментот на стрес сум, уморна сум, изнервирана сум, дури кога реално не е тоа она кое што се случува, а во позадина може да ги има сите овие други претходни емоции кои што ги направил, но и многу друго. И она што го гледаме дека без емоционална писменост човек почнува да живее во магла. И тоа е факт и затоа многу често во било кој психолошки зборувам реален воден процес најмногу време се посветува на емоциите. За жал, пак ќе кажам, ова не е нешто кое што може да се стекне преку ноќ. Ова е нешто кое што треба помош и поддршка. Ние немаме ниту систем, ниту едукација за ова, не сме сите растени во семејства каде што се зборувало за ова, многу малку се зборува за ова, затоа што, пак ќе кажам, ова се теми кои што не се теми кои што може да завршат во одреден период во животот, туку навистина треба реално многу свесно да им се враќаме и да ги заживуваме. И како што имаме една тенденција да се грижиме за телото, така мора да се грижиме и за нашите емоции. И затоа и постои психологијата, но за жал на психотерапија доаѓаат и така и треба, нели? Доаѓаат жени кои што веќе имаат некој поголем проблем, иако психотерапијата не е само за поголем проблем, може да биде за личен раст и развој, но за да може да се постигне една ваква писменост, се потребни неколку години работа на себе, реално да може човек да се спознае себе си и да му се случат доволно работи, нели, во тие неколку години за да порасне од нив, затоа што психотерапијата не е маратон, односно не е интензив. Тоа е нешто кое што односно не е спринт, ајде така би го донела, баш на полека, час по час се одвива и тоа е нешто кое што бара доста време и енергија и е нешто кое што на секој човек му го препорачувам, но исто така оно што од друга страна го препорачувам, а тоа е дека не може и не треба само психотерапијата да биде единствен начин на кој што работиме на нашето ментално здравје. Од друга страна, кога не можеш да си веруваш себе си, кога немаш способност да си ги препознаеш своите чувства, оно што следи е дека ја губиш способноста да препознаеш и што ти треба. И знам дека многу луѓе не сакаат ова да го слушнат, но многу малку знаат што сакаат. А кога не работиш на себе со години, потребите почнуваат не се губат, почнуваш да ги мешаш и не знаеш дали ти треба одмор, дали ти треба пасивен активен одмор, дали ти треба поддршка, дали ти треба простор, дали ти треба некоја промена. Само знаеш дека нешто не е во ред, меѓутоа не си сигурна. И понекогаш кај личности кои почнуваат малку поповршно да работат на себе, гледам дека носат избрзани одлуки и дека почнуваат да прават се и се што, да веруваат за себе дека Ние сите имаме различни некако желби и цели, но многу често гледам еден тренд, мислам дека тоа последниве години стана еден тренд, каде што, окей, јас имам многу желби, сега јас со сите желби нешто сакам да направам големо, и тука почнуваат потполно да се губат или едноставно 1-2 години ќе одат и после најнаш ќе паднат. И
тоа е, мислам дека посебна епизода ќе снимам на таа тема, затоа што исто така е многу клучна и значајна, а не гледам дека некој зборува гласно за таа. И кога не ги знаеш твоите чувства, кога не можеш да си ги знаеш твоите потреби, што следи? Следи дека се губи полека капацитетот за блискост. Сега, зашто ова е многу интересно и го споделувам тука? Затоа што многу луѓе мислат дека блискоста е љубов, ама не е. Затоа што блискоста бара да имаш пред се ранливост, да имаш комуникација, да имаш граници, да имаш самосвест, да имаш свест за другата личност. И ако ти не работиш или не си свесен за овие работи, почнуваат сите односи да те стануваат или функционални, или многу површни. И почнуваш да живееш покрај луѓето наместо со нив. И немаш тука капацитет да реално ниту да се регулираш, односно оно што следи дека и капацитетот за регулација се губи. И мислам дека е ова можеби најголемата цена што ја плаќаме. А тоа е тоа капацитетот да се регулираш, затоа што кога не работиш на себе, кога не работиш на своето ментално здравје, кога не работиш на тоа да се спознаеш која си, каков е твојот однос со себе, почнуваш да имаш многу силни тригери и истите тригери, истите реакции, истите конфликти ќе почнеш, односно ќе продолжиш да ги имаш во наредните 10-20 години. Истата караница ќе се врти, истото чувство ќе го имаш, истата рана ќе се допира, истата приказна, истата проекција, и тоа е баш она некако како хрчак кој што почнува да заглавува и да врти во тркалото, вртиш и автоматски го губиш капацитетот, затоа што доколку го имаш тој капацитет, ти многу полесно ќе можеш да го имаш и капацитетот за блискост. И можеби она кое што мене многу ми е значено и најголемо, барем за мене или за оние жени кои што знам дека се на некои функции кои што им се значајни, затоа што има и самите тие функции носат голема моќ, особено кога се мајки. Според мене мајчинството е најголемата моќ што ја има една жена, затоа што баш буквално воспитува од мало дете какво ќе стане, и секако тука и таткото, нели, не го иземам, но мајката е многу примерна во оваа функција, затоа што барем првата година од животот и природно некако и еволутивно и биолошки мајката е таа која што е поповрзана со детето. И сега, кога не работиш на себе, наместо да го водиш животот, животот почнува да те води тебе. Околностите одлучуваат место тебе, тугите реакции одлучуваат, тугите очекувања одлучуваат, стравот одлучува, вината одлучува. Баш денес снимав еден подкаст за доење кај Наташа, доење со љубов, каде што баш некако изборувавме за ова, споделував некоја моја лична приказна и го донесов овој дел колку пати жените всушност носат одлуки од место на страм, страв, вина, туѓа реакција, некој што кажал, наместо тие самите да реално се сносат со последиците, нели, од сето тоа, меѓутоа да се водат себе си низ животот. И затоа многу жени многу растат низ одредени периоди, односно луѓе. Сега се обреќам повеќе на жени, затоа што 98% подкастот го слушаат жени, меѓутоа ова не е нешто кое што не важи за другите. Додека некои баш она седат со години во едно место или премногу долго, треба нешто толку многу страшно да се случи да ги искрши, за да можат да излезат од тој дел. И она што следи, кога веќе ја губиш личната моќ, автоматски те се намалува и менталниот капацитет, затоа што нерегулираниот ум троши толку многу голема количина енергија на грижи, на претпоставки, на сценарија, на преживување, на анализирање, отколку на реално креативност, идеи, храброст, животна енергија, која што се заробени таму во тие грижи. И од друга страна, имав едно прашање кое што го поставив, што мислиш дека ти треба капацитет или време, и повеќе некако победи капацитетот, но исто така доста имаше дека време и обврски многу ги заморуваат. И сега што ми е интересно тука? Многу често ние имаме обврски и кога немаме доволно ментален капацитет, ние не знаеме како тие обврски од една страна што да правиме со нив, не знаеме што да правиме со нив, и не знаеме како да некако самите обврски работат за нас. Во наводници го носам ова, затоа што реално животот е тежок, постојат денови и периоди кога е многу напорно, кога е захтевно, кога и реалност, и треба да чувствуваме умор, нели, уморот е една емоција која што треба ние да ја чувствуваме, да ја пуштиме низ нас. Но многу често овој ментален капацитет толку многу паѓа за креативност, за храброст и таа животна енергија, што почнуваат да се губат и другите значајни односи во животот, а најмногу односот со
себе, затоа што наместо да сме креативни, сме во некоја грижа, наместо да тргнеме некоја обврска која што можеби во моментот не ни треба, ние се уште ја правиме зашто мислиме дека така треба, или можеби пребрзо се откажуваме од некои работи затоа што не можеме да издржиме некоја налагодност која што не чека, немаме доволно простор за таа креативност да не дојде таа идеја. Гледаме, слушаме и сега ако одам нагоре, што се случува? Ако сме изгубиле личната моќ, ако немаме капацитет за регулација, немаме капацитет за блискост, се враќаме, не знаеме што ни треба и одиме назад, оп, кој беше првото способност да си веруваш на себе си и не знаеш ни што правиш и не знаеш од кое место веќе ги носиш одлуките. И затоа автоматски на некој начин ова ти ја губи автентичноста, каде што полека почнеш да стануваш личност што само функционира наместо личност што живее. И ова ми е некако многу жал кога го гледам, и ова многу често го гледам, затоа што луѓе почнуваат да го прават она што мислат дека треба, да го бираат она што мислат дека треба, а се помалку да гледаат што е нешто е стварно вистински за нив. Барем денес живееме во свет кој што стварно ни нуди многу можности и многу начини на кои што можеме да успеваме. И можеби значајно е дека не губиме години, затоа што ние ги живееме тие години, меѓутоа губиме потенцијални некои верзии од себе, каде што може да станеме поасертивни, послободни, посигурни, посмирени, похрабри, по-резилиентни, посреќни, затоа што никогаш не инвестираме во тие делови од себе, бидејќи секогаш некако не наоѓаме време. И затоа искрено од тоа место некој и од ова знаење и од овие години искуство кои што ги поминаа, одлучив да ја направам матресценција како програм каде што ќе се гледаме лице во лице, каде што ќе постои жешко столче, каде што ќе може да работат жените, каде што ќе може да се соочуваат со овие рани, бидејќи многу често и го слушам пронајди се себе си. И да, јас многу често тоа го кажам, и факт е дека се губиме себе си, ама каде се губиме себе си, каде да се бараме себе си, под фрижидер, под кауч, каде, во другата соба, на небото, значи, многу е абстрактно тој момент, што значи тоа да се изгубиш себе си, така? Значи, ова ми е многу некако клучно и можеби затоа ја отварам оваа тема, затоа што сваќам дека колку повеќе време поминува, толку се помалку и помалку има простор за жените, за мајките да може да се во наводници пронајдат себе си. Односно, тоа не е да се пронајдат себе си, тие не треба да се вратат назад, туку да се создадат себе си, затоа што човек не се пронаоѓа, човек се создава. Тоа се нови врски кои што се создаваат, мозокот е променет, телото е променено, идентитетот е променет и сега е значено да од тоа место се направи нека поголема промена. Она кое што мене најмногу ме промени беше можеби и доаѓањето на третото дете, кога ако дотогаш бев окружена во околина каде што некој има едно или две деца, сега најнаш јас станав таа што има 3 деца. И имав еден многу интересен тригер во тој момент, каде што имав една пријателка и споделив нешто од типот на, знаеш, не се наоѓаме во ист период, сега јас сум со новороденче, имам дете кое што уште нема 2 години и дете кое што тргна во училиште и баш се наоѓам во некој период каде што сум преплавена од некои стимулации и ми е тешко да излегувам, да шетам, да другаруваме, како што тоа можевме да го правиме претходната година. И оно што го добив како одговор беше, ама као се си има свое тешко и мене ми е многу тешко. Јас во ниеден момент не мислам дека на некој не му е многу тешко, но ми беше многу интересно зошто беше ова за мене тригер. Беше тригер затоа што во моментот кога се обидов да искомуницирам граница дека сега начинот на кој што јас можам да другарувам нема да може да е истиот, затоа што јас сега не можам да излегувам како претходно, не можам да шетам како претходно, ми фалат раце, едноставно не баш онака имам 2 мали во моментот и едно поголемо кој што не е се уште толку многу големо за да може да е само, додека пријателкава имаше веќе 2 доста поголеми, кои сам значително поголеми од моите деца и ми беше многу интересно, а тоа е оној момент на кога ние немаме капацитет да се разбираме себе си, ние немаме уште помал капацитет имаме да го разбереме другиот, но од друга страна, ако јас во тој момент, да речеме, не работев на себе, може ќе се изнервирав, може ќе влеза во лутина, може ќе влеза во па види како не ме разбира и така натаму, што многу често го гледам, оно што за мене беше само окей, не може да го види тоа, ама јас го гледам тоа. И оно што во тој момент кога ми се роди третото дете го сватив, е дека повторно, по трети пат, јас ја почувствував истата потреба
дека во тој момент не ми требаше психотерапија, иако редовно одам на психотерапија. Значи тоа е нешто што јас морам да го правам. Јас морам да одржувам ментална хигиена за да работам со луѓе, за водам простори со толку многу луѓе за да можам да водам туги процеси, клиенти и така натаму, но во тие моменти кога се соочував со немам доволно раце, немам доволна енергија, немам доволно сон, немам доволно регулација, немам доволно поддршка, имам нов проблем со граници, имам нов проблем со односите, имам нови, значи секакви очекувања и така натаму, мене повторно ме врати назад тоа дека ми треба истото што ми требаше и со првото дете, само што сега ми требаше помножено со 3, односно во некоја друга сфера, ајде така да кажам. Она што тогаш го направив е тогаш почнав многу да вложувам во себе, односно во коучинг и не само во психотерапија, затоа што тоа беше 1 час неделно и тука завршува се. Јас додека да ја објаснам, нели, едната проблематика, можам да работам на еден разговор и слично 1 час, реално не можев да се соочам со сето она што ми требаше. И секогаш се смеам и кога некој ќе ме праша што е оној предмет што најмногу ти помогнал во мајчинството, јас кажувам тоа се Bluetooth слушалки, затоа што додека дете спие, додека го успевам понекогаш, додека го дојам навечер, додека станало 2-3 пати, јас се уште не сум заспана, додека пеглам, додека перам, додуша многу ретко пеглам, меѓутоа кога ги перам, простирам малишта, ги диплам, ги разнесувам, она баш замислиме со додека ги најдам сите парна чорапи од 5 луѓе дома, додека готвам, додека шетам, додека одам од точка А до точка Б, без разлика дали одам на некаков настан или нешто слично. Јас сум цело време со Bluetooth слушалките во уши, буквално, значи, мислам дека треба да си проверам, немам некоја статистика колку време во текот на денот каде што јас можам да слушам едукации кои што ме поддржуваат и можам да присуствувам на места каде што сум мислела дека не би имала време. И многу често ќе добија фидбек, ама добро, како успеваш да имаш време? Немам време, туку времето кое што го имам знам како да го користам, односно се трудам да го користам на начин кој што ќе биде во функција за мене. И баш еве сакам можеби да ти дадам и тебе поддршка и поттик да видиш дека наместо да понекогаш, не секогаш, затоа што понекогаш кога сме престимулирани не ни треба дополнителна стимулација, меѓутоа доколку тебе не ти смета и додека си окей и правиш механичко нешто, не правиш нова торта во моментот, туку едноставно правиш секојдневен ручек за кој што не ти треба многу ментален напор. Во тој момент можеш да ме слушаш мене, можеш да слушаш друг подкаст, можеш да слушаш некаква работилница, можеш да слушаш било што кое што може многу да те поддржи. И она кое што тука ми се случи е во тој период, повторно се вратив на таа навика малку повеќе, затоа што во тој момент кога се породив, толку многу ми требаше некако да се промени драстично мојот живот, не беше само породувањето, туку се преселив во нова куќа, имав туку што завршено прваче што почна во школа, баш онака на 5 години, доста мал, и имаше повеќе, да речам, развојни кризи кои што се случуваа во семејството, кои што повеќето беа за убаво, меѓутоа и убавите кризи знаат да носат стрес. И мене ми беше многу значајно да вратам и да се поддржам и да ги најдам оние теми кои што ми се значајни. И почнав да уплаќам најразлични работилници, вебинари, програми, за жал повеќето во странство, затоа што во Македонија се уште не е дојден толку многу некако проширен, ајде така да кажам, тој не би го накажала тренд, туку таа поддршка од стручни лица, оно кое што многу мина ми замеруваат, ама јас цврсто стојам за тоа дека кога барам поддршка од стручно лице и дека кога зборувам стручно лице не зборувам дека тоа мора да биде доктор, ама ако треба да биде доктор, ако се соочувам со здравствен проблем и така како. Меѓутоа кога кажувам еве за личен раст и развој, јас не барам никогаш поддршка од некој кој што завршил само коучинг или ако веќе завршил коучинг, тогаш ќе барам каде. Моето искуство е имам вложено премногу пари во секаков коучинг и ако видам дека некој само нешто зборува, меѓутоа нема длабока позадина, тоа сум јас, нели? Јас не сум тука меродавна да зборувам, затоа што реално како психолог, како психотерапевт, како некој што завршил и коучинг и НЛП, што се немам завршено, реално мене ми е многу не плитко, ама малку ако некој седи и ми објаснува нешто на начин кој што не ми е доволно, ајде да кажам, и длабок и можеби е учено недоучено од другата страна. Но секогаш гледам да вложувам во човек кој што е професионалец, кој што има лиценца, има сертификација, има образование, ако ништо друго има многу добра структура и позадина на тоа што го зборува,
освен ако не сакам да се инспирирам. Ако сакам да се инспирирам, тоа е друго веќе. Меѓутоа тоа не е вложување во едукација. Значи не би купила едукација од некој кој што нема сериозна подлога за тоа. И тој период почнав многу да купувам најразлични едукации. Значи знам дека буквално купив 4 програми за мајчинство од меѓутоа тие не беа за мајчинство баш на класично, туку беа за справување во еден триместар, во друг, за справување со викање, за справување со вина, баш некако беа различни и беа прилично скапи, но оно што го сватив е дека јас секој ден постојано требаше да купам нешто ново, кое што чини многу, особено затоа што не е со македонски стандард. И дел од нив беа просечни, дел од нив многу ми се допадна, особено ми се допадна момент каде што некој има дневник, некој има група и сватив дека ова е нешто кое што сакам да го направам во Македонија. Јас веќе имав целосна позадина назад, што можам, како можам, ама не најдов на едно место. И не најдов на едно место дури на во странство. И тоа многу ме разочара, односно најдов, меѓутоа тоа што го најдов беше нешто само за ретрит и не доаѓаш искрено од стручно лице и беше многу апстрактно. За мене малку, ќе го кажам, забегано зборот, затоа што во суштина немам ништо против, нели, апстрактно, малку и енергија и слично работи, но реално ако мене не ми објасниш, барем јас сум логичар, и ако мене не ми објасниш што му се случува на мојот мозок, јас најверојатно тешко дека ќе попуштам. Стално кажувам дека сум перфекционист кој што е излечен, понекогаш ми се враќа перфекционизмот и тоа е можеби една мана, меѓутоа една, јас би рекла, добра работа, затоа што па барам гледам каде да бирам. Од тоа место ја изградив матресценција, односно лани беше Мама без драма, каде што сакав прво да пробам, да видам кои се оние теми кои што се клучни, значајни, важни, битни. Од оваа година некако го проширив и го зголемив и мислам дека баш некако сега е во функција на еве каде можеш да работиш на твојот личен раст и развој доколку не патиш, нели, од клиничка депресија, генерализирана анксиозност, доколку немаш некој сериозен проблем со менталното здравје во кој никој случај тогаш не го препорачувам ова, туку препорачувам индивидуална психотерапија, но доколку си добро, сакаш да растеш, поминуваш низ криза, сакаш да развиваш твојата емоционална интелигенција, сакаш да развиваш твојата емоционална писменост, да ги решаваш кризите, конфликтите, можеби огромен дел некако во цел тој програм е партнерство, вредности, оно кое што е значено со вредностите и баш оно да научиш да се регулираш, да се смируваш и да се водиш себе, дури кога има многу хаос, затоа што тоа е поентата на мајчинството. Која е разликата? Баш се смеев пред некој период кога почнав да учам за бизнис пред неколку години и почнав да учам бизнис од жени кои што немаа деца и не е дека тоа беше нешто лошо или дека советите беа лоши, меѓутоа многу од работите и затоа велам секогаш гледам да видам каква позадина имаат, па дури бизнис менторите кои што ги бирам гледам да се или психотерапевти во позадина или да имаат некоја сериозна, значи баш на некоја едукација која што знам дека нема да бидат површни, затоа што во суштина, кога ти не си мајка, ти не можеш да знаеш како е. И многу често знаев и некој да ми пише: Елена, дајте молам предлог за терапевт, затоа што знаат дека не примам нови клиенти, дека веќе 2 години не примам нови клиенти, скоро многу ретко отварам некој таков упис и ќе ми пише: дај предложи ми некоја, ама те молам да бидам мајка за да може да ме разбере. Секако дека не мора терапевтот нели да биде мајка за да разбере, но во моето искуство мислам дека дури јас или повеќето што ги познавам, се додека не стане мајка, жената не може точно да знае што значи да се грижиш за друго живо суштество и што значи да поставиш граница и приоритет. И ова е, можеби, пак ја кажам, клучно, не дека нема да може другата страна да те разбере, ама начинот на работа ќе се смени и на бизнес обуката која што бев, тоа беше една меѓу првите. Знам дека имаше некои такви структури од типот на се можеш, се мораш, само биди доволно позитивна, ќе направиш, ќе делегираш и слично. Ама јас детево не сакам да си го делегирам. Да, јас можам да го делегирам, ама јас не сакам да го делегирам. И сватив дека толку многу некако има некои калапи кои што се носат или можеби недоволно познавање кое што се носи од типот на имаш капацитет. Имам капацитет, а мојот капацитет сакам и бирам да го трошам и на моите деца. Затоа што па се појави една поларност и тоа за жал се уште го гледам од премногу присутни мајки кои што премногу ги сакаат своите деца, премногу се грижат, има една друга поларност која што е многу страшна кога ја гледам и многу ми е тешко понекогаш да не ја осудам внатре во мене, а тоа е мајки кои што се потполно незаинтересирани за своите деца, кои што воопшто не има гајле што управат нивните деца, кои што воопшто не има важно
блискост, емоција, контакт, туку се премногу фокусирани па на само задоволување на свој. Баш она моментот на само да си ги задоволам моите потреби и она што ми е тука и сега и воопшто не ме интересира, па дури не чувствува ни вина. Значи тоа е една друга поларност која што за жал постои во светот и веројатно секогаш ќе постои, но јас не се обраќам на таква мајка и не верувам дека таква мајка ќе седне и ќе го слуша овој подкаст. И тоа ми беше многу интересно затоа што кога стануваш мајка, тебе не ти треба повеќе простор каде што ти не знам, некој ќе те мотивира само и ќе ти кажува ваква структура, таков планер, ваква организација, вака ќе си направиш рутина и слично. Значи тоа не е работа на себе. Тоа е нешто кое што секогаш можеш да го прочиташ, тоа е нешто што можеш да го замолиш чат GPT да ти направи рутина според твојот ден. Тоа е нешто кое што во суштина е само некаква организација и тоа може да се нарече организација и планирање, но она кое што внатре, барем јас го гледам како работа на себе, е точно да знаеш што е оно што ти одговара согласно сезоната во која што се наоѓаш и како да научиш да се водиш во секаква сезона на твојот живот. Дури и во најтешка сезона, дури и во полесно, односно во полесна баш буквално и да леташ и да можеш да се познаваш која си и што си, затоа што колку и да работиш на себе, ја знам таа поддршка колку е значајна и потребна и затоа некако денес сакав малку и да споделам нешто интимно, тоа е дека и со десетици години работа на баш онака скоро секоја недела со психотерапевт, јас повторно кога станав мајка по трет пат имав потреба од нови граници, од нови промени, од нова експанзија, од нов раст и да, тоа можеби сум го доживувала и со првото, ама како што го доживував со второто, така со третото било потполно различно. И можеби нешто интересно што исто така би сакала да го споделам е дека со секое дете имав различен поспоредилен период, односно можеби различен тип на матресценција, па така да речеме со второто немав криза во однос на некои работи, да речеме тогаш немав криза со граници, мислам немав проблем со тоа, едноставно околностите не биле такви, но имав други кризи, имав други болки, имав други рани кои што ми се отворија и баш она буквално секое дете ми донесе различна рана на која што сакав да работам и затоа тоа се едни од клучните теми кои што се обработуваат во матресценција, тоа се сите оние трансгенерацијски рани и внатрешното дете кое што се јавува и мајката како идентитет и прифаќањето на тоа каква мајка си, меѓутоа и пронаоѓањето. И дури спремав тестови и од оваа година некако ќе го продолжам тоа, затоа што мислам дека е доста значајно и интересно да една мајка знае и да си олесни да види каде спаѓа и како спаѓа во овој процес. И јас не мислам дека мајките се скршени, напротив, знам дека мајчинството е периодот кога најмногу се расте во животот и затоа е создадов матресценција, затоа што сметам дека многу мајки во суштина уживаат во мајчинството им е убаво и меѓутоа исто така и заслужуваат место каде што ќе продолжат да растат, каде што ќе продолжат стварно да работат на себе и да некако да си го прошират капацитетот и хоризонтот и видикот, изгледот од кутијата, се чувствуваат добро со себе. Имаат заедница, не се осамени. Реалноста е дека децата ќе пораснат и без матресценција, врските ќе ти продолжат и без матресценција, времето ќе си помине, но она што барам јас така го гледам дека е важно е дали и ти ќе растеш додека поминува. Оваа група основна која што се формира сега може да влезеш најдоцна до 20 јуни во неа и ако чувствуваш дека си спремна и дека сакаш да влезеш во неа, те чекам таму, почнуваме веднаш, значи буквално уште од денес кога пријавите се веќе отворени, почнуваме од денес, меѓутоа ги затварам на 20 јуни за да може да се оформи една основна група која што ќе почне сериозно да работи цело лето и есен заедно, каде што ќе и групно, меѓутоа индивидуално во целиот процес ќе се работи и се надевам дека ќе се видиме внатре во матресценција и ќе продолжиш да работиш на својот личен раст и развој без во наводници да се изгубиш и да се бараш под фрижидерот, туку напротив да се создадеш себе си и да уживаш во создавањето на твојот идентитет како мајка, меѓутоа и како жена и да не патиш веќе по старата себе, затоа што неа никогаш нема да ја вратиш и не треба да ја вратиш, туку со едно задоволство и уживање да ја изградиш новата ти, она која што ја замислуваш, ја сакаш, ја посакуваш и секако ти е возможна тука и сега во овој период од твојот живот.